Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Тетовци во изминатите 2 дена се соочуваа со недостаток на вода за пиење поради дефект во линијата Лешница, кој сега е саниран. Јавното предпријатие за зеленило во Гостивар најави сечење на неколку дрва во големиот парк. Екоактивистите пак се против тоа. Тага и неверување во Гостивар донесе веста за прераната смрт на доктор Трајче Нешковски. Тој ја водеше ковид единицата во детската болница Козле во Скопје. Нормализирано водоснабдувањето во Тетово. Жителите на градот во изминатите 2 дена се соочуваа со недостаток на вода за пиење поради дефект во линијата Лешница. Од денес е нормализирано водоснабдувањето во Тетово, откако во изминатите 2 дена, како резултат од последните врнежи и ортеци, беше пријавен дефект во линијата Лешница, со што имаше намалување на количината на вода во филтерстаницата. Работниците на секторот водовод и канализација при ЈКП Тетово презеле интензивни оперативни мерки за санирање на дефектот. Завчера имавме од делот кој ше во над Лешничка река, од врнежите и наносите кои ни ги носеше, имавме многу високо замртување. И не успевавме да го расчистиме, да го доведеме индексот 2, кој ше дозволен за да може да ја пуштиме водата, односно делот, количината која ше потребна за надополнување на другиот дел од изворишта. Значи, тоталот на количината која што ние ја добивавме при производство на вода, пред да не се случи тоа, беше околу 280 литри во секунда и одеднаш ни спадна на 150, што не е достатно за нормално функционирање, односно снабдување на градот со вода за потребите на граѓаните. Денеска веќе имаме друга ситуација, стабилизирана е ситуацијата и се надеваме дека во понатамошниот тек нема да имаме од ваков тип. Во моментот издашноста на изворите изнесува 280 литри вода во секунда, а дополнително пуштени во функција се и 3 бунари, со што градот се снабдува со 320 литри вода во секунда. Јавното предпријатие за зеленило во Гостивар најави сечење на неколку дрвја во големиот парк кои ги процениле како ризик за минувачите. Екоактивистите пак сметаат дека на градот му требаат што повеќе зелени површини, а не отстранување на дрвја. На оваа тема во Гостивар денес се одржа јавна дебата. Да или не за сечење на дрвја во големиот парк во Гостивар? По ова прашање ставовите денес ги вкрстија јавното предпријатие за зеленило и екологистите. Од предпријатието оцениле дека 5 до 6 поголеми дрвја со надвиснати гранки представуваат ризик за минувачите и планираат нивно отстранување. Ги поканија екологистите на лице место да ја увидат состојбата пред да се донесе конечната одлука. Сме ги повикале сите невладини организации, еколошки организации, граѓани на град Гостивар, на лице место да дојдат да ги видат дрвјата што представуваат ризик за минувачите, што треба да се елиминират од паркот. И 2019 сме садиле 2600 дрва, ќе продолжиме и ова година со истиот ритам. Од друга страна, екоактивистите бараат повеќе зелени површини низ градот и да нема сечење на дрвјата без потреба. Во последниот период во Гостивар се исечени без потреба многу дрвја. Тоа беа дрвја во Малиарди во двор, каде што као наводно барале граѓаните, беа дрвја што беа кај автобуската станица, многу липи, беа дрвја што беа исечени кај Гоце Делчев, као наводно сметаат на тротоарот, окей. Ако погледнете ова дрво овдека, да, може би горниот дел може да се пресече, но никако не сме да се исече целото дрво.
така и за многу други дрвја, што можеби сметаат дека представуваат опасност, што не е докажано, ама ајде да речеме дека има тука некоја вистина, меѓутоа во никој случај не треба да се исечат од корен. Секое сечење на дрво е една траума за животната средина и дека е тоа нешто лошо за животната средина и за граѓаните. Но од друга страна треба да се има предвид дека некои дрва кои се болесни или поради големата површина се многу изложени, например, кога ќе има некој силен ветер, се изложени на тоа да паднат поради тоа што не може да го издржа таа сила, и затоа сум во такви случаи да се растерети тоа дрво малку физички, ама не да се сече скроз. Од предпријатието за зеленило најавија дека ќе објават и фотографии од дрвјата кои е планирано да се исечат, за да може што поголем број на граѓани да го кажат своето мислење. Тетово е на третото место според бројката на активни случаи со COVID-19. Денес регистрирани се 18 нови случаи. Министерот Филипче истакнува дека Министерството има стратегија за менаџирање на болничките капацитети. Инаку денес е глобален ден на миењето раце, една од главните мерки за заштита од коронавирусот. За да се победи вирусот денес и да се обезбедат подобри здравствени резултати над пандемијата, миењето на рацете со сапун мора да биде приоритет сега и во иднина. Денес се одбележува глобалниот ден за миење на рацете, која е една од најосновните мерки за заштита од коронавирусот. Бројката на ново заразени лица со коронавирусот расте од ден во ден, а земјава се соочува со есенскиот бран, кој беше најавуван во текот на летото. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека Министерството има јасна стратегија за менаџирање на болничките капацитети. Имаме многу јасна и кристално чиста стратегија како ќе ги менаџираме болничките капацитети. Следна во која што ќе се третираат пациенти е модуларната болница на инфективната клиника, тука има 72 кревети. Следна институција е болницата во Козле, која што во еден период и беа сместени адултни пациенти, а после тоа се испредни и сега посветена само за деца, меѓутоа децата во принцип гледајќи од почетокот на кризата имаат многу лесна клиничка слика. Никогаш повеќе не беа хоспитализирани од 5 деца, се надеваме дека тоа така ќе остане. Инаку заклучно со вчерашниот ден Тетово е на третото место во земјава според бројот на активни случаи со COVID-19. Пред Тетово се Струмица и Скопје со најмногу случаи. Инаку денес во Тетовско се регистрирани нови 18 случаи, од кои 12 во општина Тетово, 4 во Боговиње и по 1 во општина Јегуновци и Теарце. Во трагична сообраќајна несреќа која се случи вчера попладне, животот го загуби 32 годишниот гостиварец Трајче Нешковски, доктор и хуман човек, кој последниот период ја водеше ковид единицата во детската болница Козле во Скопје. Тага и неверување во Гостивар донесе веста за прераната смрт на доктор Трајче Нешковски. Трагичниот настан се случи вчера попладне, околу 16 часот и 30 минути во Скопје. Според првичните информации, Нешковски се движел со својот автомобил по улица Рузвелтова. На момент му се влошила здравствената состојба, изгубил контрола над возилото, најпрво удрил во друг автомобил, а потоа во дрво. Бил пренесен на скопските клиники, но реанимацијата била неуспешна. 32 годишниот Нешковски беше специјалист на клиниката за пулмоалергологија, ја водеше ковид единицата во детската болница Козле, а на вчерашниот кобен ден бил на должност на инфективната клиника. Гостиварци го знаат пред се како добар и кроток човек, посветен и хуман лекар. Од него преку социјалните мрежи се простуваат со граѓани, пријатели, роднини, колеги, политичари. Премиерот Зоран Заев напиша: "Жално е кога смртта не разделува од пријателите и соработниците, а посебно е тажно кога прерано ќе заврши животот на некој толку успешен и млад човек. Трајче ќе остане запаметен како голем човек, борец за својата земја, за граѓаните, за социјалдемократските вредности, успешен доктор и човек кој силно го сакаше својот роден град Гостивар." Со зборови на жалење излезе и министерот за здравство Венко Филипче. "Изгубивме другар и доктор кој целосно се даваше за грижа и третман на нашите пациенти, родители, роднини, пријатели. Тој даде се од себе во битката со коронавирусот, грижејќи се за пациентите. Тој е мојот колега, на кој за секогаш ќе бидам горд."
Во статусот на градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари се вели: Трајче Нешковски ќе го запаметиме како чесен, професионален и коректен лекар, граѓанин и човек пред се. Луѓето како Трајче остануваат за секогаш во нашите мисли. Министерството за внатрешни работи од рано утрово спровело акција на повеќе локации низ Македонија. При тоа сузбиена е криминална група која што криумчарела мигранти, информираше портпаролот на МВР Тони Ангеловски на денешната пресконференција. Били извршени претреси на 10 локации на подрачјето на Скопје, Кумановско, Штипско и Гевгелиско. Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при Министерството за внатрешни работи, во координација со другите организацијски единици при Министерството, како и Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, спроведе полициска акција за сузбивање на организирана криминална група за криумчарење на мигранти, која што мигрантите ги криумчарела од Република Грција преку Република Северна Македонија до Република Србија и натаму кон земјите од Европската унија. Криминалистичката истрага е отворена во декември 2019 година и во овие десетина месеци, колку што трае истрагата, биле прикриумчарени стотина мигранти, а трансферот на едно лице бил од 500 до 700 евра по лице. Организатори на криминалната група се две лица од Богданци, татко и син, како и едно лице од Лојане и едно лице од Скопје. Денеска се извршени претреси на 10 локации на подрачјето на Скопје, Кумановско, Штипско и Гевгелиско и при тоа се приведени 10 лица, а еден член на групата од претходно е на издржување на мерка притвор за истото кривично дело. Инаку, начинот на трансферирање на мигрантите бил таков што лица, соработници на оваа група од Република Грција ги пренесувале преку нелегални премени во близина на Гевгелија и Доера и таму биле пречекувани од членови на криминалната група кои со возила, автомобили и товарни моторни возила ги пренесувале до Кумановско-Лепковскиот регион, каде што биле засолнувани и чекале трансфер на тамошен кон Република Србија. Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал денеска до надлежното обвинителство ќе поднесе кривична пријава против овие 12 лица, а Министерството за внатрешни работи и во наредниот период продолжува со засилени мерки и активности, се со цел сузбивање на ваквите криминални активности, како и на секаков друг вид криминал. Физички напади регистрирала полицијата во Гостиварскиот регион во текот на вчерашниот ден и рано утринава. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Денеска околу 10 часот во Тетовска Мала Речица полициски службеници со судска наредба привеле 28 годишник од ова село, осуден на 2 годишна затворска казна за сторено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. По задржување во полициската станица Тетово, тој ќе биде спроведен во казнено-поправната установа затвор Идризово во Скопје за издржување на казната. Денеска во 7 часот и 20 минути 53 годишник од Гостиварско село во СВР Тетово пријавил дека во угостителски објект во селото физички бил нападнат од 30 годишен соселанец. Се преземаат мерки и активности за расчистување на случајот. Вчера во 13 часот 46 годишен жител на Гостивар пријавил дека околу 12 часот на улица Живко Брајковски во Гостивар физички бил нападнат од 25 годишен гостиварец. За кусо време тој е лишен од слобода и задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, а одземен му е и нож. Вчера во 10 часот 51 годишна жителка на Гостиварска Фазанерија пријавила дека на 12 октомври годинава околу 12 часот 38 годишник од истата населба физички го нападнал нејзиниот малолетен внук. Се преземаат мерки за расчистување и на овој случај. Вчера исто така во периодот од 15 до 17 часот полициски службеници на автопатот Гостивар Тетово Скопје спровеле контролни активности за брзина во која биле откриени и
законски санкционирани, вкупно 14 пречекорување на максимално дозволената брзина за повеќе од 50 км на час. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со парични глоби и заштитна мерка времено одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. Покрај ова на тетовскиот дел од автопатот откриени се и 2 возила со истечена регистрација и еден возач без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа. 266 возачи почетници ќе треба да платат по 200 евра бидејќи не ги почитувале законските ограничувања за оваа категорија учесници во сообраќајот. Во 9 месеци од оваа година на поширокото тетовско подрачје вкупно откриени и законски санкционирани се 266 возачи почетници, кои не ги почитувале двегодишните законски ограничувања за оваа категорија учесници во сообраќајот, предвидени во член 277 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. На сите прекршители изготвени им се мандатни платни налози и ќе се соочат со парична глоба од 200 евра во денарска противвредност. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до возачите почетници целосно да се придржуваат на законските одредби со што покрај другото ќе придонесат за сопствена и за безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Возачите почетници се должни од 23 до 5 часот до себе да имаат придружник, односно друг возач од соодветна категорија со над 2-годишно возачко искуство, постар од 25 години. СВР Тетово апелира до граѓаните за максимална внимателност во насока на превенција од пожари, особено во почетокот на грејната сезона. Денеска започна новата грејна сезона и со тоа се зголемија потенцијалните опасности од избувнување пожари. Најмногу предизвикани од човечко невнимание, користење на исправни печки на дрва или на електрична енергија, на стари и дотраени електрични инсталации, грејалки и други видови грејни тела, како и поради неисчистени оџаци во куќи или стамбени згради. Оттаму секторот за внатрешни работи Тетово апелира до граѓаните за максимална внимателност, односно да не ги оставаат вклучени грејните тела, кога подолго време не се присутни во домовите или работните простории, особено не грејалки, клима уреди или печки на дрва, зашто доволна е само мала искра да пламне голем пожар со сериозни материјални и други последици. Ова посебно се однесува на стамбените згради, каде далеку потешко се локализираат пожарите, поради недостигот на потребната опрема во многу од нив и отежнатиот пристап до објектите најчесто од градежни или други причини, велат од СВР Тетово. На собствениците на куќи и на станарите во зградите им се советува најмалку 2 пати годишно да ги проверат и исчистат оџаците, но и да не ги преоптоваруваат инсталациите во домовите или локалите со вклучување на повеќе електрични апарати наеднаш. Секторот за внатрешни работи Тетово ги потсетува граѓаните дека предизвикувањето пожар, односно на општа опасност, представува кривично дело за кое е предвидена затворска казна од 1 до 5 години. 24-тото издание на меѓународниот поетски фестивал Денови на наим започнува денес. Македонската поетеса Лидија Димковска, која е добитничка на лауреатот поради неможноста да присуствува во Тетово, преку писмо јавно се заблагодарува за наградата. Тетово е домаќин на 24-тото издание на меѓународниот поетски фестивал Денови на наим, на кое се поканети 32 поети од различни земји во светот. Добитник на големата награда на Инфрашери е македонската поетеса Лидија Димковска, одлучи жирито на фестивалот кој ќе се одржи од денеска до 18 октомври. Димковска е првата македонска добитничка на оваа престижна поетска награда. Поради пандемијата со ковид, таа не може да присуствува на фестивалот, па преку писмо јавно се заблагодарува на наградата. Многу се радувам што годинава токму мојата поезија ја избравте да биде наградена со високото меѓународно поетско признание кој го носи името на врвниот албански поет Наим Фрашери. Ми представува чест што во 24 годишното постоење на наградата и на самиот поетски фестивал Денови на наим сум првата македонска добитничка на наградата. Чувствувам потреба наградата символично да ја споделам и да им ја посветам на сите оние македонски поети и поетеси кои можеа да ја добијат во сите овие години, но таа ете ме почека мене. Пишува Димковска во писмото. Во писмото за благодарност Димковска се осврнува и на поетската и хуманистичка големина на албанскиот поет Наим Фрашери.
Да можеа да се сретнат во исто време и на исто место Наим Фрашери и Блаже Конески, сигурна сум дека цврсто ќе си ги стиснеа рацете и со часови ќе разговараа на многу теми. Ќе можеа и критички да се изјаснат на сметка на злоупотребите на големите поети во дневно-политичките пресметки на национална основа. Пишува македонската поетеса. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието, останете со нас и погледнете ја снимката од настанот за одбележувањето на 1000 години од Бигорскиот манастир. Пријатно!